дискусија која што ќе се обидам да бидам кратка и јасна. Сакам да истакнам ставот на ВМРО-ДПМН. Нашиот став е дека ние ќе го поддржиме и ќе го гласаме ова предлог законско решение, но сакам да ги укажам 2 до 3 дилеми кои ги имаме ние. Значи, која е дилемата? Периодот кој се носи, значи нашите забелешки по однос на самото предлог законско решение за периодот кој се носи, долгорочноста на ова законско решение базирано не само на наши проценки, туку и на останати релевантни институции кои што го анализирале ова законско решение и целокупната економска состојба во државата, и дека и самата процедура на која што се осврнаа и претходно моите колеги. Значи процедурата се знае за вакви законски решенија, иако вели самото законско решение дека не е од сложен и обемен карактер, јас не би се согласила. Требаше да имаме една јавна дебата тука овде во собрание. Се согласувам со претходно колегите кои што кажаа да ова е вечна тема која што видете, ние може да донесеме закон и треба да донесеме, но дали тој закон ќе може да се имплементира и дали овие 14.500 денари им се доволни на работниците кои што работат? Не им се, секако дека не им се, но што е поентата? Значи, јас еве нема да цитирам наши анализи како што кажав, туку ќе кажам анализи од Светска банка кои што се релевантни анализи. Во извештајот вели дека се забележува и околу средната класа пораснала од 30% во 2009 година, 41% во 2015 и така натаму, но забележува на популистичките мерки, тоа е нивна терминологија, ние ја прифаќаме. Зошто? Затоа што носите закон сега пред избори, и сите останати закони кои што ќе дојдат на дневен ред се популистички, аналогно на тоа ќе го споменам и буџетот, кој што е мегаломански, но за тоа потоа, дека ваквите популистички закони и решенија, пораст на плати и пензии, мора да одат со порастот на продуктивноста на вработените и продуктивноста на економијата. Велите дека сте имале трипартитен договор. Не бела така од индустријата и наше стравување е да не се затворат одредени конфекции, како што веќе има случаи со конфекцијата Стобичинам дека се викаше. И сега, дали ние како законодавци и владата како извршна власт, која што пак патем речено ја контролира инспекцијската служба, и која што инспекцијска служба треба да биде многу повеќе зајакната за условите во кои што работат конфекционерките, кои што минатата недела излегоа на протест и кои што ги поддржуваме сите ние, да имаат достоинствени услови за работа, достоинствена плата и така натаму. Сите ние сакаме нивните плати да бидат зголемени, но тука говориме за продуктивност на самата економија, растот на бруто домашниот производ и така натаму. Еве, што вели, значи, Светска банка во делот за Македонија во својот извештај од пред 1 месец посочува дека континуираниот пораст на платите, особено во трудоинтензивните индустрии, придружен од падот на продуктивноста, значи приметен е, видлив е падот на продуктивноста во најголемиот број сектори, ја загрозува конкурентноста на економијата, бидејќи се зголемуваат трошоците за единица производ. Монетариот фонд пак вели, исто така во извештајот од минатата година, дека минималната бруто плата во земјава порасна многу повеќе во споредба со просечната бруто плата и продуктивноста. Ова се сериозни пораки од релевантни финансиски светски институции кои што ние како држава, а вие како власт треба да ги слушнете. Да не ни се случи интервенционистички, како сега што правиме, да качиме минималната плата, пак ќе речам се согласуваме и ние ќе гласаме, но да не ни се случи после некој домино ефект на затварање на одредени, еве да речеме, конфекции,
особено во делот на Источна Македонија, од каде што доаѓам јас, не се сите конфекции големи со голем капацитет и извозно ориентирани, така да мислам дека во тој домен треба да ги сватите нашите критики, кои што се добронамерни по однос на овој закон. Значи, говориме за периодот, дека е популистички, ова можевте и минатата година да го донесете. Значи, периодот е сомнителен, долгорочноста на ова законско решение и процедурата за која што говореа моите колеги, не може да се носи ваков закон по скратена постапка. Ви благодарам.